Македонската православна црква денеска го празнува споменот на својот патрон Свети Климент Охридски чудотворец, најпознатиот меѓу повеќето ученици на светите браќа Кирил и Методи. Македонската православна црква со посебно внимание, но и со гордост го празнува споменот на својот патрон Свети Климент Охридски чудотворец, првиот македонски архиепископ во исто време и творец на далеко познатата Охридска книжевна школа, е најзначајниот македонски средновековен писател и педагог. Со својата активност и со своето дело на повеќе полиња, тој стана заслужен не само за македонскиот народ, туку и за целиот христијански свет. Свети Климент заедно со Свети Наум Охридски се најистакнатите ученици на светите браќа Кирил и Методи. 20 години во Велика Моравија им помагале на солунските браќа во остварувањето на Моравската мисија. Кога кон крајот на 867 или почетокот на 868 година светите браќа Кирил и Методи биле повикани во Рим, со нив бил и Свети Климент. Тогаш бил ракоположен во духовно знаење. По смртта на Кирил во Рим, Свети Климент заедно со Свети Методи се вратил во Моравија и му останал верен во одбраната на словенскиот јазик во црковната богослужба. По смртта на Свети Методи, кога неговите ученици биле жестоко мачени, а потоа и протерени од Моравија во почетокот на 886 година, Свети Климент заедно со Свети Наум и Свети Ангелари дошле во Бугарија, од каде што биле испратени во Охрид. Овде Свети Климент ја основал познатата Охридска книжевна школа, наречена и прв словенски универзитет, во кој оспособил над 3500 ученици за црковна богослужба. Паралелно со црковната и педагошката се занимавал и со книжевна и преведувачка дејност. Нему му се припишуваат обширните житија на Свети Кирил и Методи, познати како панонски легенди, најзначајниот извор за проучувањето на животот и делото на солунските браќа.